Добар ден, ученици! Јас сум оделенски наставник Совче Христовска од Основното училиште Александар Македонски. Денеска ќе имаме час по математика за 5-то оделење. Наставната содржина што ќе обработуваме денеска за време на часот е читање распореди. Кои се целите на часот кои што треба да ги усвоиме? Целите на часот кои што треба да ги усвоиме се да умееме да читаме распоред даден од 24 часовно време, да умееме да пресметуваме временски интервали во секунда, минута и часови, користејќи аналогни и дигитални часовници. Најпрво да се потсетиме на единиците за време, час, минута, секунда. Веќе треба да знаеме дека во еден час има 60 минути, дека во една минута имаме 60 секунди и дека во еден час имаме 3600 секунди. Времето можеме да го запишеме на два начина. Со 12 часовен систем, каде што ги користиме броевите од 1 до 12, и 24 часовен систем, кој што го запишуваме со броеви од 0 до 24. Во 24 часовното време, попладневните часови, ги читаме и запишуваме како 13 часот, 14 часот, 15 часот, 16 часот, 17 часот и така натаму. Например, 2 часот попладне. Ако сакаме да го запишеме со 24 часовно време, ќе го запишеме како 14:00 часот. 8 часот највечер, ако сакаме да го запишеме исто со 24 часовно време, ќе го запишеме како 20:00 часот. Но овој слайд гледаме распоред. Постојат различни видови распореди. Распореди за возење автобус, распореди за возење авион, распоред на часови и така натаму. Овде ни е прикажан распоред на автобус кој поаѓа од Скопје во одредено време и пристигнува во Велес, Охрид, Тетово, Кочани. Автобусот од Скопје поаѓа во 8 часот, а пристигнува во Велес во 8 часот и 35 минути. Од Скопје поаѓа во 10 часот и 30 минути, а пристигнува во Охрид во 13 часот и 30 минути. Од Скопје поаѓа во 10 часот и 40 минути, а во Тетово пристигнува во 11 часот и 10 минути и од 12 часот поаѓа во Скопје последниот автобус и во Кочани пристигнува во 14:20 часот. Што можеме да дознаеме од овој распоред на возење на автобус? Можеме да дознаеме колку време на автобусот му е потребно да пристигне од Скопје до Велес, Охрид, Тетово или Кочани, односно колку време автобусот патува од Скопје до наведените градови. Да одговориме на прашањето што е запишано подолу. Колку време му било потребно на автобусот од Скопје да пристигне до Кочани? Потребни му биле 2 часа и 20 минути. Како знаеме дека му биле потребни 2 часа и 20 минути? Гледаме дека автобусот од Скопје поаѓа во 12 часот, а во Кочани пристигнува во 14 часот и 20 минути. Од 12 часот до 14 часот имаме 2 часа и од 14 часот до 20 часот имаме 20 минути. Што значи 2 часа плюс 20 минути на автобусот му било потребно вкупно 2 часа и 20 минути за да пристигне во Кочани. Ајде да се обидеме да го пределиме времето на кое што му било потребно на автобусот од Скопје да пристигне во Тетово. Автобусот од Скопје поаѓа во 10 часот и 40 минути, а во Тетово пристигнува во 11 часот и 10 минути. Од 10 часот и 40 минути до 11 часот имаме 20 минути. Од 11 часот до 10 и од 11 часот до 10 и 10 часот имаме 10 минути. Што значи имаме 20 минути од претходниот час, 20 минути до 11 плюс 10 минути од наредниот час и затоа на автобусот му се потребни 30 минути да пристигне до Тетово.
Да размислиме и да одговориме на следните прашања. Колку ќе биде часот 20 минути после 19 часот? 19 часот и 45, веќе знаеме дека можеме уште да го прочитаме како 15 минути до 20 часот. Што значи дека 15 минути имаме од претходниот час и за да го запишеме времето после 20 минути, значи од наредниот час, после 20 часот, треба да земеме уште 5 минути, што значи дека после 20 минути времето ќе биде 20 часот и 5 минути. Колку ќе биде часот 1 час подоцна од 12:30? Штом треба да го пресметаме времето подоцна, тогаш на зададеното време му додаваме 1 час, што значи 12 часот и 30 минути плюс 1 час, тоа е 13 часот и 30 минути. Колку ќе биде часот 1 час порано од 13 часот и 30 минути? Бидејќи треба да го пресметаме времето порано, во овој случај одземаме 1 час од зададеното време, односно 13 часот и 30 минути минус 1 час и го добиваме времето 12 часот и 30 минути. Следниве времиња да објасниме како се запишуваат во 24 часовен систем. 9 часот на вечер во 24 часовен систем ќе го запишеме како 21:00 часот. 7 часот и 35 минути на вечер ќе го запишеме како 19:35, 15 до 4 поплатне како 15:45 и 5 минути до 5 наутро 4:55. Сите вие имате дневни активности кои што ги извршувате секој ден, некој може би во исто време. Овде е запишан распоредот на Јане со неговите дневни активности. Јане станува во 7 часот наутро. Од дома излегува во 7:35. Часовите му почнуваат во 8 часот, а му завршуваат во 11:55. Руча во 14 часот, домашно пишува од 15 часот до 16 часот и 10 минути. И сега го гледаме прашањево. Колку време Јане пишува домашно? Бидејќи веќе ги знаеме дневните активности на Јане, знаеме нели кога почнал да пишува домашно и кога завршува со пишувањето на домашно, од овој податок можеме да пресметаме колку време Јане пишува домашно. Одговорот на ова прашање е Јане пишува домашно 1 час и 10 минути. Затоа што почнува да пишува во 15 часот, а завршува во 16 часот и 10 минути. Од 15 до 16 часот имаме 1 час и уште 10 минути ни остануваат од наредниот час, значи вкупното време за кое што Јане го пишува домашното е 1 час и 10 минути. Домашна задача ќе имате на страна 24 од учебникот по математика, да прочитате внимателно и да ја сработите првата задача. Довидување, ученици!